Драги мои, добар ден, добре дојавте во најновиот демократски импулс. И денеска, како што умеам да кажам и секогаш, имаме мощно интересен гост. Денеска ми е еден пријател, долги години го познавам, политичар Саша Богдановиќ, поранешен градоначелник на општина Центар. Добар ден, Саша, и чувствувам се како дома, секогаш умеам да го кажам тоа. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до гледачите. Како си, не сме се виделе одамна? Добро. Работно, малце завршувам. Работна недела и сега порелаксирано. Така. Саша, ти во политиката навлезе пред долги години, би кажал, 2001 година, после војната некаде, тука некаде беше? Па имам поднесено апликација за членување на септември 2001, ама тогаш имав 16 години, значи активен станав 17 мај 2003, точно кога наполнив 18 години. Тогаш и официјално добив книжка. Така. Инаку твојот родител бил бранител во војната. Да, ми подполковник во пензија, за време на војниот конфликт 2001 беше мајор, односно командант во одбрана на Скопје, командант за оклопни единици. Иначе претходно редовно си работеше во армијата на Република Македонија. Така. Пред да започнеме, би сакал да те запрашам, дали сакаш да одиме на ти, дали на вие? На ти. На ти, така. Саша, првата твоја функција во редовите на СДСМ, и зошто баш СДСМ? Дали според убедување или некако фамилиарно, например, од татко, дедо? Како започна таа приказ? Во семејството кај нас секогаш биле лево ориентирани и некако, татко ми војно лице и нели наследно од стара Југославија, ЈНА, скоро сите војни лица беа на некој начин поблиски до идеологија која што беше наследник на СКМ или Сојузот на комунисти на Македонија или СКЮ, Сојуз на комунисти на Југославија, и нели СДСМ се декларираше како партија која што е наследник и продолжител на таа идеологија, и некако сите мои блиски другари во околината, бидејќи живееме во војни згради, најголемиот дел беа симпатизери, активисти, членови на СДСМ. Значи, така. Многумина те доживуваат како доктор. Заради тоа што има средно медицинско, не суден доктор би рекол, не суден доктор. Зошто баш политички науки, ти многу се вложи во политиката, дури, како што спомнав, политички науки не на некој приватен универзитет, него на државниот, на Свети Кирил и Методи. Но имам некаков впечаток, можеби е тоа мое мнение, не знам дали го делиш и ти мојот впечаток, а тоа е дека ти си сериозно вложил години и образование во политиката, но не ти се сега за сега доволно дало од другата страна. Завршив средно медицинско, да, по некое влијание, да кажам, повеќе на мајка ми, бидејќи она е микробиолог. И кога ќе заврши средно, што се вика да имаш некој занат, бидејќи многу често се запишува во гимназија, општо, каде што после мора да завршиш факултет, за да имаш некоја струка, вака со средно медицинско веднаш можеш да почнеш да работиш. Да. Но едноставно по завршувањето не ме влечеше повеќе медицината, се префрлив на правен, политички науки, многу имав голема желба војна академија, ма тогаш во тој период немаше, бидејќи војна академија на неколку години се вршеа уписи и немав тогаш можност да се запишам, бидејќи немаше воопшто ни конкурс, така да продолжив на правен факултет политички науки, завршив и потоа се поврза и со
моето политичко дејствување. Имаме некоја си слична приказна, само што не продолжи политички науки, и дедо ми беше подполковник, но во МВР, и јас сакав да се запишам средно политичко, но тогаш немаше таа години, така да се заврши така. Исто, Да, слично. Кажи ми, голем љубител си на домашни миленици и воопшто на животни. Знам од мои извори, не знам дали е вистина или не, можеш ти да ни потврдиш дека кога си бил градоначелник на Центар, може би и сега, многу животни, кучиња, мачки, си вдомувал по згради, дома и така натака, ги храниш, ги чуваш, посебно во тие зимски денови. Но зошто мора да е тоа така? Зошто мора ти и неколку, за жал, поединци кои се во градот, малкумина сме, дали сме на една рака, на пример, зошто нема некоја институција тоа да го стори и во твое време и сега, на пример? Исто така, лајка, се надам дека се согласуваш дека не е доволно во тој контекст. Ај ќе почнам од крајот. Значи, што се однесува до лајка, во изминатиот период, односно во период кога бевме ние градоначалници, навистина се вложи многу. Тогаш за прв пат секоја општина почна да одвојува во однос на својата големина и бројот на жители средства за функционирање на лајка, и тогаш мислам дека се направија соодветни услови, недоволни, значи треба да се зголемат тие капацитети, но за прв пат лајка залечи на едно нормално прифатилиште за кучиња скитници. Што се однесува до негата, односно на миленичиња, да, тука беше, да кажеме, некоја моја желба и идеја, а од друга страна па имав и доста колеги, колешки кои што навистина, да кажам, добар дел од времето поминува и во тие здруженија и во, да кажам, покренување на одредени постапки, процеси, давање на идеи како да се подобрат условите, односно третманот на кучињата, мачките, скитници и така натака. И тогаш ние бев директор на ПОЦ како една општествено одговорна, ќе говорим и за тоа. Да, компанија. Започнавме една активност каде што правевме кукички, бидејќи пред секоја зграда си има некои локални домашни миленичиња и така да ги наречам, кои што граѓаните ги чуваат, но они обично кога ќе дојде зимно време нема каде да се загреа, да се стоплат, и тогаш ние правевме некои кукички од стиропор, па направивме некој така за исхрана, па покренавме иницијатива за собирање на средства за вакцинација или ред други третмани медицински, да кажем, ветеринарни што треба да ги имаат, и најдоброто нешто што беше да се вдомуваат. Значи ние тогаш како предпријатие одвоивме еден простор за да имаме едно наше милениче, и бидејќи ние како семејство имаме така еден поголем двор во Куманово, таму одведовме неколку тие кучиња кои што до ден денеска таму функционираат. По потоко си од Куманово? Па фамилиарно да. Јас сум иначе роден во Словенија. Да, цел живот сум во Скопје, во Куманово. Би се согласили доколку те дефинирам југословен. Живе во Македонија, по потекло Србин, роден во Словенија, Југославија во мало. Така е на некој начин. И така ми е некако погодено и друштвото. Секој е различен и баш добро функционираме. Така е. Како помина општина Центар во твое време? Би можел да ни одвоиш некои твои проекти кои си горд и денешен на тоа? Како општина Центар, еден од крупните проекти беше завршување и изградбата на основното училиште Киро Глигоров во населбата Капиштец, значи во тоа време. Општина која што односно населба која што најгусто населена во Македонија немаше свое сопствено основно училиште, него децата одеа во Песталоци, Кочараци, ни поминува по неколку улици, што е недозволено. Значи ние успеавме со најголем дел наши средства, дел од кредити да го завршиме основното училиште и да биде едно најмодерните до ден денеска најмодерно училиште во Македонија. Тоа е еден од најголемите капитални проекти, потоа капитален проект е градинката, ние започнавме при крајот на 2021. Тоа е градинката во Пролет, значи тоа е резултат на тој еден мораториум што ние го направивме, односно ревидирање на деталните урбанистички планови,
каде што во 9 ревидирани урбанистички планови избришавме некои 14.000 квадрати за градба, бидејќи реално и сите ќе се сложат дека и сите тоа го кажуваат, но ретко некој дека постапуваше во тоа прашање. Скопје, посебно центарот на градот, се гуши од се што тоа е изградено и многу малце простор е оставено за нешто што е општествено одговорно или нешто што е општо добро. И тоа е новата градинка во Пролет, која што е веќе завршена. Јас сум горд што ја започнавме и завршиме со сопствени финанси, значи без да земаме кредити да ја задолжуваме општината, и тоа е еден резултат на едно домаќинско работење, каде што не сме трошеле пари за небитни работи, него на вистина нешто што треба. Во општина Центар беа асфалтирани и реконструирани 27 улици, едни од поголемите се Ѓуро Ѓоновиќ, значи Орце Николов, која што е по сите можни стандарди, бидејќи гледаме какви немили настани се случуваат, каде луѓе пребрзо возат, па имаме трагични ситуации. Пробајте тоа да го направите на Орце Николов. Добро, не може има влегнати полицајци така натаму. Да, не можете да го направите, бидејќи на секој неколку метри имате еден вид на елементи кои што треба да ве успорат. Бевме единствена општина и до ден денес како што направивме селекција на отпад, грижата за бездомните животни, тоа го направивме во соработка со градот и многу други проекти кои што по бројки мислам дека кои ќе се споредат колку квадрати, должни метри квадратни, навистина наследивте долгови или Јас, не? кога дојдов во општина Центар, наследив обврски од прилика околу 2 милиона евра. Кога си отидов, оставив 1,5 милиони евра на сметка без со сите исчистени ситуации кои што до тогаш беа доспеани. А не ли мислите дека еден мандат за градоначелник е малку? Дали ви беше на вас можеби доволно и зошто баш еден, дали можеби згасна поддршката од партијата или вие не сакавте? Не, јас сакав да продолжам. Еден мандат не е доволен, бидејќи во првата година решавате проблеми кои што ви се најчесто наследени од претходното. Потоа додека некои работи ги започнете и додека дојдете до реализација, вие може да сакате одма, но процедурите се такви. Значи, за да дадат плод, треба да помине најмалку година-две, и таа политика треба најмалку 2 мандати да трае, за да можете на крајот да ги воспоставите сите работи. Например, ја спомнав Орце Николов како една од улици која што навистина сум горд на начинот на кој што го изvedовме. Нас ни требаат 2 години за да ги добиеме сите документации, сообраќајни проекти, решенија и така натака, за да ја завршиме. И траеше многу долго, бидејќи станува збор за главна улица во Дебармало, која што моравме да ја правиме во неколку фази. И сега, од кога заврши мандатот, не продолжив во втор мандат, застанаа сите останати улици кои што беа предвидени да имаат да бидат на истиот принцип завршени. Значи, улицата Мирослав Крлежа требаше да продолжи. Тоа значеше едно спојување на пешачка зона од Партизанска, Мирослав Крлежа, Орце Николов, па се до градскиот парк. Се вие поминете покрај Мирослав Крлежа, ќе видите дека имате по 90 степени паркирани возила, а требаше да биде другачи исто понадолжно паркирање, и тука добиеме на пешачка зона. И тука на некој начин се скрати таа една политика што ја имавме ние во процес. Сакате да ми кажете дека сте ги имале сите потребни дозволи и документи, но вашиот наследник не го продолжил тоа? Па, например, не се продолжи со ревидирање на деталните урбанистички планови. Нашата идеја беше да се стопира градењето и во секоја градска четврт или детален урбанистички план да се види што е тоа што недостига како општо добро. Значи, тие што се приватни инвеститори секогаш ќе се тепаат да имаат квадрат плюс стан повеќе да направат. Но на крајот, кога се тоа ќе се изгради, некаде тие деца, родители треба да се играат, да се дружат. Значи, треба да има паркови, треба да има зеленило, треба да има школо, градинка. Ние тој пример го покажавме со градинката во Пролет. Значи, тука 11 октомври школото, градинката во Пролет. Пак има одредени градби кои што се градат, кои што самите луѓе прифатија тоа да биде така, и на крајот се зачува огромна, едносно се зголеми површината зеленило, се зголеми површината за паркинг места, и вие, например, Пролет, после таков ревидиран план, не може да имате проблеми со паркирање, не може да имате проблеми со зеленило, бидејќи едноставно тоа сте го зачувале.
сега на друго место каде што не се продолжило така, ќе имаме проблеми во иднината и тоа уште од тогаш го тврдев, а сега сум 100% сигурен дека Можам така да ќе установам дека многу ваши колеги излезе афера дека станале не баре комшија на секој жител во нивните општини. За вас не излезе нешто такво. Колку е тешко да се зачува својот интегритет, својот имидж во однос на тоа поле? Па не знам за другите, не би коментирал, има институции кои што треба да го гледаат. Ние како општина и јас како градоначалник заедно со советот и со службите имавме одредена зацртана цел дека нешто сакаме да промениме. И најчесто тој муабет или што се кажува после завршување на секој мандат е кога имате енормно градење од некои претходно донесени детални урбанистички планови. Ние бевме единствена општина која што рековме стоп за градењето и ставивме тоа беше одлука позната во јавноста како мораториум, односно мораше правно формулирано е одлука за неизвршување на детални урбанистички планови, се додека не се ревидираат деталните урбанистички планови. И едноставно почнавме со кратење, дисциплинирање на самите објекти, приватни државни парцели, каде што самите граѓани одлучуваат што сакаат да имаат. Значи, ако во приватна парцела граѓаните сакаат да имаат објект стамбен, деловен, и на тоа се согласат сите, ние тука не може да се мешаме. Но на државното земјиште инсистиравме тоа да биде нешто што е општо добро. Школа, градинка, паркинг, зеленило, паркче и така натака. И да имавме малце подобра соработка, мислам дека ќе направивме ревидирање на сите останати планови, успеавме да ревидираме 9 урбанистички планови, тоа се некаде намаливме за градба околу 14.000 квадрати, што кој ќе пресметате и во износ огромни средства, но тоа беше политика и воопшто ние како функционери не се мешавме на комисијата, на архитектите кога ги цртуваат тие планови. Можам да кажам дека за прв пат после оние срамни планови 2011 и претходно што се носени во 3-4 после полнок, сега прв пат беше вклучена и јавноста, и медиумите, и самите жители, и сите планови најголемиот дел беа донесени едногласно, без разлика на позиција и опозиција. И на некој начин со таква политика сме рекле дека нема да ги повторуваме работите што се имаат случувано во минатото и тука не може никој да ви каже градоначалникот ургирал за ова или за она, него едноставно вие сте ги кажале насоките кој што е општо добро, а понатака самите архитекти, самата комисија да го прават. Но сигурно сте свесни дека со таа ваша одлука на некој начин влеговте во отворена војна, отворен фронт со урбаната мафија. Сепак на крајот од денот и ви имате фамилија, дали може би сте имале некакви закани, нешто во тој контекст? Закани некои потешки не, сте имале или стопки дофрлувања, па нормално. Јас знам дека целата таа фела на некој начин беше обединета за да тоа се поништи, да се стопира и да не се продолжи во тој правец, бидејќи ние едноставно имавме бришење на цели објекти, кратење, дисциплинирање и вие фактички на некој му чепкате во планираната заработка што си ја има во джебот, бидејќи он си го гледа само сопствениот интерес. И вие сега кој ќе го натерате или дисциплинирате или скратите, дали е во висина, ширина, небитно, тогаш вие му кратите од самата добивка. И нормално тоа не одговара. Еве, 14.000 квадрата по 1.000 евра, да кажеме, тоа се 14 милиони евра. Значи ние сме ги скратиле во сите тие објекти. Некаде имаме цели објекти избришано и тоа има поминато на доста, да кажам, озбилни луѓе во државата и сме го превземале тој ризик. Јас сум застанал и сум рекол, ако вие сметате дека тоа е, тоа оди до крај. И сме имали иницијативи на Уставен суд, каде што на крајот се потврдило дека сме биле во право. Што се однесува до одлуката да ни го укинат, да ни повисоките инстанции пред се Уставниот суд и да да го изменат законот да веќе не можеме тоа да го правиме во иднина, тоа мислам дека тој притисок, тоа покажа само дека тој притисок што може и некој сакал да го направи или закана, уцена или било како виделе дека не поминува кај мене, кај тимот, кај советниците и тогаш се отиде на повисоко ниво, се донесе нов закон со тоа што нас ни се одзема правото да можеме ние да стопираме детален урбанистички план. Така. Бевте, како што спомнав, градоначалник, моментално говориме за тој дел во вашата политичка кариера, но ја морам да признам дека ја наследивте општина Центар со загаден воздух, така и ја дадовте во тој
контекст ништо не се промени, не успеавте да се. Толку ли не само вие, него и пред вас и после вас никој ништо не успеа во однос на тоа полет да направи нешто повеќе за нашиот воздух, толку ли е некоја нерешена загадка ова? Значи, ние како општини немаме до некои ингеренции каде што може да контролираме големи загадувачи. На крајот, борбата против загадениот воздух мора да биде и по хоризонтала и по вертикала обединет, односно секој да си го даде свој придонес за во рамките и во ингеренциите до таму кај што може да постапува. Сакате да кажете секоја општина си е нормално засебна, но вие е потребно коалиција, така да кажам, со повеќе општини за да има некој ефект? Па, некаде треба да имате соработка, например таму каде што сте заедно со друга општина, па требате да измените план каде што ќе треба да донесете, да оттрнете некое место или локација кој што користи извор на, односно енергенси кои што загадуваат, дали е тоа јаглен, дали е мазут и така се. Тешко е да се спојат две-три општини во овој контекст да се направи. Па не е тешко, моментот е што, пак ќе кажам, најголемиот дел ние па зависиме од некои одлуки од централната власт. И сега вие, например, кога го спомнав деталниот урбанистички план, значи ние ако сме избришале или намалиле 14.000 квадрата, на некој начин сме допринеле да помалку има објекти, сме оставиле повеќе слободен простор, значи повеќе зеленило, повеќе дрва, кои што придонесуваат на некој начин. Второ, кога ги правите деталните урбанистички планови, вие со урбанизација на места кои што по мене не се доволно добро урбанизирани, вие ги оттргнувате домаќинствата како загадувачи. Значи ние, например, уште во општина Центар имаме луѓе кои што се греат на дрва, а уз дрвата ставаат и пластика и гуми и се. Да, јас сум видел тоа во двор, како луѓе си припремаат и вие не можете да влезете 24 сата некој да видите што става во шпоретот и ќумбет. Ама има инспекцијски надзор. Имате инспекцијски, ама вие мора да го фатите на дело, тој инспектор не може во сите куќи да постојано биде 24 сата присутен. Значи сме имале ние санкции по тоа прашање. Има мал број на инспектори? Не, и да имате доволен број на инспектори, вие не можете 24 сата да бидете кај некој дома и да проверувате дали освен дрво гори уште нешто друго. Сега затоа викам, кога имате урбанизација, значи кога веќе ќе се урбанизира, ќе се донесе парно и се, значи тие веќе ги елиминирате како загадувачи. Потоа имавме една градинка која беше на мазут, таму направивме топловодни пумпи. Потоа останатите градинки ги ставивме со термофасади кои што придонесуваат да што помалку се троши енергенси, затоа што веќе самата фасада е енергетски ефикасна. Значи, секој во својот дел придонесува, но за тоа е потребно време и на крајот и самото менување на технологија, употреба на возила. Например, ние бевме единствена општина што уведовме полначи за електрични возила и дадовме бесплатен паркинг. И тоа имаше голем ефект, бидејќи видовме дека голем број од таксистите... Да, тоа го направивте кога бевте директор. И директори, после како градоначалник, и ставивме неколку бесплатни за полнење да ги стимулираме. И неколку такси возила се променија, значи веќе не се загадувачи. Ама затоа викам, тоа е некој долг процес и таа стратегија треба да биде на ниво на цела држава. Бидејќи електрично возило вие во центар ќе го наполните, ама ако подолу нема каде да се наполни, не ќе остане без... Добро, Саша, во овој контекст, што е според тебе најјакиот проблем за загадување во општините? Што треба да се промени за да се намали загаденоста? Прво мислам најголемиот проблем. Прво мислам дека треба да се започне од елиминирање на се што загадува. Значи јас не можам да кажам дали големиве комбинати, ајде да кажам, или компании како цементара или некои други што ги зборат цело време, навистина загадуваат или не. Значи тоа треба да се утврди. Дали тоа треба да се сменат филтри, дали да се види кои енергенси се користат. Ние пред извесно време дознавме дека одредени деривати биле канцерогени кои што се користат. Значи тие допринесувале на уште повеќе загадување. Значи и царината тука требала да реагира. Како можела да се пропуштат, например, некои деривати на нафта или било што кои што се користат, а да придонесуваат наместо да го намалат загадувањето и да придонесуваат за поголемо загадување. Ние како општини тука не може да придонесеме бидејќи тоа е на централно ниво. Така да фабриките, значи се главен. Па фабриките, домаќинствата и автомобилите.
Значи тие се трите најголеми извори на загаденост. Автомобилите едноставно, што повеќе ги сфрлувате дизел возилата, што повеќе користите електрични хибридни возила, што една од мерките кои што ги превземавме беше да се субвенционираат користење на велосипед. Но тоа го напоменав, вие можете да му дадете некој да користи велосипед и да го стимулирате, но мора да му направите инфраструктура. Затоа беа потребни ослободување на тротоари. И вие и потоа воведовме еден начин на дестимулација, значи луѓето да не се возат со возила, него што повеќе да одат пешки или што повеќе да користат велосипеди. И како општина навистина имавме изваредни резултати по тоа прашање. Само последователно ми доаѓа следното прашање, а тоа е додека вие говоревте сега, во глава ми се врати една снимка од наша заедничка пријателка Едина Муса, можеме и да поздравиме сега. Она неодамна стана мајка. Да. Имаше видео како не може да помине со количката на тротоар, па мораше да води по небезбеден пат, така, да. Што мислите, ова постоело од секогаш, но кога веќе ќе му се стави крај, зошто не му е ставено крај, кој е виновен? Видете, крај ќе се стави прво кој ќе се заврши тој процес да сите улици кои што исполнуваат услови да имаат пешачки зони, значи не зборам за оние нормални мали тротоарчиња, него кај што ќе имаат простори за движење на пешаци, велосипеди, мајки со колички така натака, што го спомнав примерот со улицата Орце Николов, како што е сега завршена Ленинова или Аминта трети, како што се Народен фронт каде што имате широки тротоари и високи тротоари, значи најбитно е високи за да не може да се качите со возило. Тогаш мислам дека во најголем дел ќе ги елиминирате можностите некој да паркира, но секогаш некој може да залута. Тогаш тука следуваат пајак служба, санкции и така натака. Најголем проблем во тој дел на санкционирањето, бидејќи ние за секој сообраќајен прекршок сме зависни од полицијата. Значи ние ако немаме асистенција од полиција, тогаш не може да постапите. Значи го гледате дека сторил прекршок, треба да почекате да дојде полиција. Баш имаше пред некој време исто една снимка каде што човек што се паркира со Порше джипка на Боемска, па искача човек вика дека е од оваа управа, дека е тоа полициско, службено, па на крајот не го креваат, ама вие сте зависни од полицијата да постапи. И мислам дека само со зголемување на казни, луѓето ќе се одвикнат од тоа. На крај излезе дека тоа видео, тоа возило не било полициско, но сепак така беше кажано. Било на човек кој што било обезбедувано од полиција, ама тоа е приватно возило. И да е полициско не сме така се паркира. Освен ако е некоја задача полициска која што баш таму треба да застане. Ама тоа е... Знаете како, ние во овој контекст, и јас и вие, сме луѓе нормално, секој греши, некогаш ни ја дигнал пајак колата, претпоставам и на вас. Во овој контекст знам информација, може вие да потврдите или негирате дека и вие, иако бевте градоначалник на Општина Центар, висок функционер на СДСМ и директор на Паркинзи Центар, сепак си плативте казна како никој градоначалник, обично барат врски, си плативте казна во пајак. Па, затоа што на тој начин ќе покажете пример да се одвикнат луѓето да ургираат. Ние сме имале ситуации каде што некој ќе се јави, му ја кренале на 3 минути, на 5 минути, бил он тврдел прописно, непрописно, со рекол во ред. И на крајот ќе кажам, води земи си ја колата, ќе му ја пратам сметката, и он ќе кажа, зошто си платил? Па така, и после не се јавувал. Мора да ги одвикнете, ама на крајот мора да се воведе некој ред. Ние тоа го направивме со еден вид на дигитализација, каде што секој возило кое што ќе биде запазено, влегува во системот и потоа не може никој да го избрише. Значи мора да дојде до директорот, па за да он може да отстрани нешто, али тоа поминува низ неколку филтри, така да тешко може да се направи. И сите казни што се пишуваат веднаш се евидентираат во системот, сите коли прво се запазува, се слика, оди во системот, така да. Во овој контекст, сопругата на Шварценегер, кога беше гувернер, си плати казна за своето возило, токму кога беше најмоќниот, кога нејзиниот сопруг беше гувернер, сепак си плати. Како и вие. Треба да покажете пример на некој начин. Вие го формиравте јавното предпријатие сега веќе Паркинзи Центар. Општина Центар, да, Паркинзи. Општина Центар. Дали сте задоволни во моментов како функционира тоа? Тоа е на некој начин ваше чедо? Па
јавно предпријатие паркинзи на општина Центар уште одамна имаше правно започната постапка, но никој не ја заврши до крајот. Јас кога дојдов како градоначалник на некоја полуформа на формирање и ние само продолживме да ги завршиме сите оние процедури кои што се потребни со изработки на нови систематизации, подела на сектори, изготвување на сообраќајни решенија, набавки на возила за бележење, пајак специјални возила, добивање на сите документации кои што се потребни од МВР, град Скопје и така натака. И тоа можам да кажам дека пред некој време баш бев во паркинзи за да се извадам налепница за нашето возило, бидејќи нели сите жители на општина Центар, зависно од каде живеат, имаат повластена паркинг карта и гледам дека од тоа што сме го започнале доста е напредувано. Тоа предпријатие има уште многу работи кои што може да ги надграби за да даде уште поквалитетни услуги за граѓаните на општина Центар и ми е криво што освен градското предпријатие останатите општини, посебно што се поголеми како Кисела вода, Карпош, Аеродром, па можеби Ѓорче Петров, Бутел не си направија сопствени Тоа е одлична идеја. Сопствено предпријатие, зошто? Бидејќи поделбата на ингеренциите меѓу град Скопје и општина е дека сервисно стамбените улици ги управува, ги стопанисува, чисти, одржува општината. А вие најчесто на тие места имате сообраќајни прекршоци за земање на територија, односно простор кој што е за движење за пешаци, тука треба највеќе да реагира. И вие сега во Центар тој проблем го немате. Ако некој ви го попричи движењето, се јавувате во пајак службата, има и апликација каде што сликате и праќате и доаѓа и полиција и луѓе вработени од ПОЦ и веднаш санкционираат. Во друга општина морате да молите да дое градски паркинг. Значи имате проблем. Во општина Центар има некои улици кои се подудараат со општина Центар, значи ПОЦ и пајак на град Скопје. И ваму се и таму се не е многу средено во тој контекст, но тоа се неколку, тоа не е, ама во глобала функционира како што треба, таму и многу ве почитуваат во ПОЦ. Па генерално се направи некој ред, например, се одреди паркинг места за станари, сепак морам да кажам дека и тоа е една голем предизвик за Војдина, бидејќи веќе една стамбена единица или куќа веќе не е по едно возило, него веќе имаат по 2-3 возила, а треба да се инвестира во нови паркинг места, во нови катни гаражи и здравје Боже, некош кога ќе имам прилика, дали лично, дали јас да сугерирам на некој, имам предлог локации места каде што мора да се изградат катни гаражи за да, ајде да кажам, тие возила си го најдат местото, тоа е на место кое што е баш за паркирање, за да не ги оставаат возилата по тротоари. Саша, сами ми ја отворивте темата, еве сега со вашиот одговор, не би можел да ја прескокнам, а не ни сакам, а тоа е дека, еве, спомнавте, многу семејства денеска имаат по 2 и по 3 возила, за разлика од минатото каде што е едва едно или ни едно. Во тој контекст, но повторно има иселување на граѓани од нашата Република Македонија. Што мислите, дали денеска луѓето се иселуваат заради нашиот систем, кој не успеавме 30 години да го направиме, или заради немање на пари? Мислам дека финансискиот дел веќе не влијае толку за оцелувањето, повеќе мислам дека е квалитетот на живот. А едно од причините за квалитет на живот е ова што го кажам. Значи, во западноевропските земји, па и веќе и во источните и на било кое друго место имате почитување на правила. Значи се знае, ако е тротоар за пешаци и велосипеди, не е за возила. Зборам се од микросредина, односно од ниво на општина. Значи, не може да имате, мора да имате некој систем каде што ќе го исфрлите човечкиот фактор за да може нешто да функционира. Кај нас веќе толку сме мала земја, каде што секој со секого се знае и секој за нешто ургира. А додека во другите земји веќе тие системи, тој систем е воспоставен и функционира и само се надградува. Ние како да не сакаме, ќе трнеме, ќе застанеме и не го довршуваме до крај, а малку мислам дека ни треба секој да си го стегне во својот дел. Мислам дека ќе функционира и мислам дека највеќе заради тоа. Да, можеби некои луѓе се оцелуваат затоа што ајде како мала земја до тука сме со образовни институции, убави јаки институции образовни се надвор, па ќе отиде да се досовршува и така натака.
но некако не се нуди, не донуди доволно општеството или системот да човек уште повеќе продолжи да се унапредува. И плюс ова што кажа квалитет на живот. Ја имам многу пријатели кои што се надвор, кои што едноставно се навикнати и почитуваат. Дури знаат да ме изненадат, например, ќе застанеме и они чекаат, например, да се упали зелено за да поминат, и тоа е кај нив дефинирано. Кај нас тоа уште знаеме да претрчуваме, да поминуваме и така натака. Ама мораме тоа да го смениме. Ама не ни се враќаат тие луѓе што студирале во странство или што ќе се иселат, а многу информации говорат од власта, дали оваа, дали вашата гарнитура, говореа дека што еве две фамилии, три фамилии успеавме да вратиме, колку се помаци се комични, дали вие верувате дека некој успеавте вие политичарите, мислам не вие, него политичарите да вратите, или мислите дека се тоа некакви фоскули? Добро, може има од Германија или има луѓе, јас познам луѓе што се вратиле, кои што на пример таму работеле и дошле тука инвестирале. Пензионерски денови или? Па не, има и јас познам на моја годиште луѓе што се вратиле, ама мале бројот. Мислам да не се лажеме, ако отишле 100 се вратиле 10, значи 1:10 е соодносот. Одлично, јас не познам, ама што вие така велите, ви Јас верувам. имам другари кои што се врате и на вистина успешни се. Ево и 10, да се сепак е добро. Да. Значи му веруваат новој систем што, како што спомнавте, сакаат да градат тука фирми, сепак. Па најлесно им е, зошто? Затоа што веќе и на запад животот станува поскап. Например, еве јас имам од семејство, поблиско семејство, кое што живее во Словенија. Например, во Словенија во последните 10 години просечната плата, по тоа што они го кажуваат и негде кај што јас имам читано, е зголемена само за 50 евра. Што е, а трошоците се зголемени за многу повеќе. И сега имате проблем каде што словенците се оцелуваат во Австрија, Швајцарија, Германија, а луѓе од Балкан, од остатокот од бивша Југославија, Италија, Македонија, Србија, Босна, Хрватска одат во Словенија. И ќе видите дека и таму, ајде да кажам, Словенија е еден пример, секогаш ќе кажуваат у позитивна смисла, зелена, чиста, средена држава. Јас сум и роден во Словенија. Да. И ќе видите дека и таму веќе не тече мед и млеко, него едноставно не оди напред, до тука било и тука застанало. Сакате да ми кажете дека ние да го дојдеме до таму, да дојдеме до тој систем до Словенија, ние сме многу отидени напред. Сакате да ми кажете дека иселува има од секоја држава, па и од Словенија дури. Да. Јас исто така како што спомнавте на крајот од вашиот одговор, дека Словенија сепак, иако не тече мед и млеко, но за разлика од Македонија е многу посредена држава и економски и финансиски, мислам и секако. Јас имам информации, токму како што спомнавте вие, дека Словенија е една, за разлика од... А тука сме некаде, значи сме слични, но е многу подобра држава од Македонија. Тоа е доказ дека, иако е мала државата, може да биде средена и да има некаков систем. Пак ќе кажам, се е до волјата, желбата, нешто да се смени, да се направи, да се постигне. Јас еве, ќе го земам примерот на новоизградената градинка и новоизграденото училиште. Значи, јас во комуникација и во Словенија и со дел од локални самоуправи, они, например, немаат постигнато, еве, градинката ќе земам, кај што сме употребиле материјали од се што е последно како иновативност. Значи, таму имате филтри за воздух, имате на секој прозор имате да не може да влегуваат честички, и кога ќе направите мерење, они баш дел од работите не прашаат, дојдоа видоа. Истото, еве, ќе навлеземе после и со шахот. Например, ние отидовме многу понапред од сите земји. Иако сме помали, ама за некои работи, сме собрале луѓе кои што имаат желба и мотив, сме вложиле и се, например, таков систем нема Бугарија. Например, ние кои што направивме во шахот. Ама ако секој си го направи во својот домен, ја мислам дека за многу брзо може да ги стигнеме. Еве, например, спомнавте шахот, вие бевте председател на Шаховската федерација своевремено. Така, една мала држава како што е Македонија, не сакам да навредам или некој погрешно да ме свати, но мала, но
тоа не спречува да бидеме средени и да биде се како што треба. Една мала држава како Македонија можеме многу да просперираме во шахот. Претпоставувам дека зошто па и да не бидеме прваци на светот, заради тоа што тука има многу умови во однос на заради тоа што шахот се игра со памет, со ум. Да, шахот, еве ќе ви кажам пример. Значи, ние имаме можда една од најскромните буџети, што ни го дава државата. Ама ние сме се потрудиле, сме донеле доста општествено одговорни компании, го введовме шахот како изборен предмет во основните училишта и тие општествено одговорни компании на некој начин се виделе еден вид на реклама, публика, викаат на фудбал, на кошарка трошиме огромни пари, овде со минимални средства допираме до децата, посебно тие кои што прават, произведуваат нешто кој што најчесто го се служат децата, тука се па и родителите. И сега вие, ако имате од 30 дечиња кои што сте имале по училиштата за шах, се имате 300, па тој број расте од ден на ден. И тоа даде резултати да, например, ние на Олимпијадата, каде што имате учество од Индија, Кина, кај што имаат пред се огромен број и на квантитет и на квалитет, ние освоивме сребро. Браво. Добивме еден од клубовите наши, доби златна медаља од Обединети нации, пак во борба со Индија, Кина, Америка, Русија, Турција, кај што има стварно и кај што се вложува многу во шахот, ние добивме златна медаља за проектот Шах во школа и нас ни дојде представник од Шаховската федерација и од Обединети нации, кој што ја доделија златната медаља за успехот. Значи, луѓето дојдоа и рекоа, ние во Америка не можеме да го спроведеме вашиот принцип. Значи, во многу држави не можеме да го спроведеме шахот во школи, вика, затоа вие како држава, како пример на кој начин, бидејќи, ајде да кажам, направивме цела една методологија, како успеавме сето тоа да го направиме. Така да, може оваа држава да испорача резултати, само треба во секој сегмент во нашето друштво секој да си го направи своето. Добро, Саша, еве сега значи спомнавте дека сте воделе Шаховската федерација. Има и многу други, например, директори, претседатели на федерации кои имале успех. Но зошто кај нас мора секој некој кој ќе има било каков успех подоцна да се смени од одредена политичка гарнитура. Еве, например, вие сте биле во тоа најдобро, зошто едноставно не сте продолжиле да го правите тоа што го знаете, што сте покажале, и исто така сте били и како градоначалник. Ми спомнавте дека сте сакали да останете. Зошто мора да има промени и на крај буквално вие нешто ќе почнете, после вашиот што ќе ве наследи, тоа не го продолжува, он нешто друго и на крај каша попара. Па тоа е малку лошо кај нас и мислам дека тоа прашање го потегна и некои од градоначалници, па и луѓе што се бават дали со здруженија и федерации и спортски клубови, дека најмалку треба од 6 до 8 години да се посветиш на одредена дејност за да дадеш смер и да дадеш сигурнија и да кажам иднина. Нажалост, се уште кај нас постои тоа политичка реваншизам, и така да кажам. Не е тоа од сите, морам да напоменам, јас без разлика што и претходно сум ги користел контактите за да придонесам нешто за Шаховската федерација и после промената со многу луѓе кои што и биле претходно во Шаховската федерација, кои виделе огромна разлика, рекле дај да помогнеме, но ќе се најде, например, ресорно министерство кое што смета дека не треба тука толку да се вложува или на крајот си има лични некои забелешки, тоа ќе прекине, но ние седнавме, најдовме некој модел кај што рековме јас повторно ќе бидам дел од федерацијата за да сите тие спонзорства, контакти, енергија што е вложена да повторно продолжи да се помогне. И кога имате нешто желба, без разлика дали сте на тоа место или сте на некое подоле или не сте на никое место, можете да дајете свој допринос да го направите како треба. Еве, например, вие дали се сложувате со сите политики на вашата матична партија СДСМ или можеби за одредени политики имате различни ставови? Па, јас на некој начин после локалните избори се оддалечив од некои ставови политики, бидејќи едноставно не се согласувам. Тоа порано сум го кажувал во затворен форум, општинска организација, централен одбор. Не сум го користел јавно, сега веќе на некој начин и јавно сум ги почнал да ги критикувам некои работи, бидејќи сметам дека
таков начин на практикување на политика прво прави раздор, а потоа се води на некој начин во погрешен правец. Прво самите почетоци го напоменавме која била идеологијата, ви еднаш скршнувате скроз во спротивен правец, потоа се губи тоа едно другарство кое што и да правите во животот, вие треба да соберете луѓе околу вас и тие луѓе треба да ви веруваат. Ако вие веќе луѓето околу вас ги растурате, тогаш сте во сериозен проблем, бидејќи најблиските ако не ви веруваат, тогаш како може да ја убедите пошироката јавност за да ви даде поддршка. И едноставно, кога ќе видите дека некои работи не може да се променат, само се дистанцирате. Сашо Ристовски ни беше гостин како и вие, поранешниот директор на театар Комедија во времето на СДСМ, и он говореше дека се обиделе да му кажат не пи кафе со тој е од ВМРО. Дали вие сте имале можеби некои такви насоки од ваши сопартици, не е убаво да те видат, да те сликаат со некој ВМРО-вец или нешто слично? Не сум имал таков. Ви пречили ова? Мислам дека може некој да се деси да каже, мене лично не. Мислам дека сум се изградил како личност, да од 18 години сам сум донесол одлуки, тоа е благодарение на моите родители кои што правиш до 18 си наша одговорност, после до 18 сам си носиш одлуки и некогаш и на сопствените родители сум се спротиставил, што се вика што те одгледале, затоа што си проценил, па макар и да погрешиш, ама знаеш ти си ја донел таа одлука и ти си сгрешил. И не сум дозволил никој да ми се меша, сум седнал јавно и во работни простори да се видам пред се, за мене секој е човек, а сега дали тој одлучил да биде во една политичка структура или друга, или во едно здружение или друго. Имате пријатели од Да. ВМРО? Да. Мислам, тоа е исто порано кога деца, можда ние најдовме за работнички, од после железничка за МЗТ и тогаш ни не сме ни сакале да преминеме, ама тогаш сме биле деца. Сега, например, можда повеќе ќе се дружиш со некој од аеродром или па ќе чекаш да помине утакмицата, па ако си изгубил или победил, едва чекаш да се или да примаш удари, така. Да се напаѓаме еден со други кој победил, кој изгубил. Знаете, Саша, зашто ве запраша? Ве запраша заради тоа што денеска, за жал, имаме двајца браќа што не говорат заради политика, да, што е крајно нехумано, да кажам. Неубаво, затоа и ве запрашав дали сте имале некакви насоки, нешто таква работа. И кога сте биле, например, градоначалник, дали се обидувале врски да се фаќаат, например, нешто таква работа? Само ќе се надоврзам претходно, мислам дека не е како порано. Порано беше ептен онака наоштрено едно против друго, дека овие се леви, овие се десни, или овие се црвени или плави и не може да се мешаат. Сега не е до толку. Постои пак тоа, може со тоа или не може, или некој ќе каже, ама тоа е се до индивидуата која ќе прифати. Мене не ми било пречка, напротив, мислам дека многу повеќе успеси сум правил, кој ќе сум седнал па за некоја политичка расправија, може да ќе слушнеш и нешто квалитетно. Што се однесува до прашањето за врски, знаете како, се обиделе ли? Мала е државата, мала е градот, секој со секого се знае, секој за секого се јава кога има мака. Дали е тоа за болница, не дај Боже, дали е за школо, градинка, али пред се тоа, пак ќе кажам, има одредени критериуми каде што може да се помогне, има каде што стварно не може да се заврши работа. И нормално е да ви се јава, да ги усмерите, да ви кажат. Најчесто луѓето и кога ќе слушнат од некој од службениците, повторно ќе побараат средба. Јас сум имал случај каде што ќе побараат средба со градоначалник затоа што сметаат дека на крајот вие ќе успеете тоа да го завршите, а вие и да сакате да помогнете, пак ги прашувате истите службеници дали тоа може да се заврши. Значи, ама пак луѓето што се вика секогаш до последен момент, нормално. Ние на средби со граѓани едно време ни се случи дека после неколку недели веќе истите луѓе ни се повторуваа. Значи вие сте рекле ова не може или ќе проверите и ќе утврдите дека не може, ама повторно луѓето се трудат. Ќе пробуваат преку пријатели, преку луѓе, ама може да се помогне до таму кај што може, негде кај што не може, тоа е. Имам информации за еден поранешен градоначалник на СДСМ во општина Карпаш. Избегнува средби со
граѓаните имал некоја тајна врата каде што одел си играл Дота во лептокарија додека го чекале луѓе, но нормално дека вие не може да гарантирате за ваш роден брат, не па за некој сопартиец, чисто да споделам некакви информации. Во овој контекст сакам да ме запрашам, Саша, дали на пример повторно би се кандидирале можеби за градоначалник? Дали ве привлекува ова? Јас и тогаш кога не ја добив поддршката, кажав дека имам многу недовршени работи и идеи кои што сакам да ги спроведам пред се во општина Центар. Имам амбиција, имам желба, и ако имам прилика секогаш ќе бидам спремен да истрачам за да добијам поддршката. По тоа што сум гледал на анкети како стојат, бидејќи сепак мора да направите одредено испитување, гледам дека довербата ја имам и тогаш кога заминав беше единствена општина која што остана во рацете на СДСМ после, ајде да кажам, сите општини се изгубија и градот Скопје само во Центар успеа да се победи. Од тогаш натака веќе и тој капитал, ајде да кажам, политички веќе го нема во рацете. Но добро. Например, доколку не ја добиете поддршката од вашата партија, дали можеби би се кандидирале самостојно? Па, на почетокот, мислам или пред малку... Максим успеа и сам. И Стефче Јакимовски. На почетокот напоменав дека јас малку се јам дистанциран од политиките на СДСМ. Од после локалните избори и после некое време веќе не сум активен и политички би се активирал нормално во разговор со одредена политичка опција која што нормално и нив ќе им одговараат моите заложби и идеи, нормално и мене би ми одговарало тоа што таа политичка опција. Сакате да ми кажете, би се кандидирале како независен кандидат на одредена политичка гарнитура која би била најблиска со вашите ставови? На некој начин, да. Така. Не би ви замериле од СДСМ, доколку тоа не е СДСМ? Па, може да се замерат, но јас во одреден временски период сум му кажувал за некои работи дека не се движат во правилна насока и на крај например, се еве, може ли да спомнеме кои се од тие од прилика работи што ви сметале во редовите на СДСМ кои се направиле, кои вие би мислеле дека тоа се наспротивно од желбата на граѓаните? За да, пак ќе кажам, добиете одредена поддршка, вие морате да направите круг на луѓе кои што пред се едни на други треба да се веруваат, едни со други треба да се помагаат, соработуваат, за да после таа енергија пренесете и надвор. Тоа едноставно важеше, зборам за Центар, до одреден период ја успеав и како претседател на општинска и како градоначалник таа енергија да ја балансирам, да ја надградувам и тој број на луѓе секогаш да го зголемувам. Значи да се дава простор и сите тие луѓе кои што беа дел од тимот, сите напредна и отидоа политички, дали на општествена или политичка функција. Кога започна таа задкулисна игра да го трнеме овој за да дојде овој, да дојдам јас, да не бидеш ти, едноставно се растури, почна да се растура таа енергија, почна да се растура тој тим и тоа резултираше, мојата волја беше на крајот и покрај тоа што не го дојдов мандатот, можев да направам исто чекор кој што претходно спомнавте, дали Максим, дали Стефче, јас не, јас останав доследен. Иако немав ниту некакви ветувања за нешто понатака, ниту за нешто друго дека ќе добијам како позиција, јас реков останав доследен и успеав таа енергија да ја задржам за да општина Центар остане во рацете на СДСМ, но со напомена дека веќе друг превзема, ама на тој начин како што се превземаат функциите и на тоа како се обрнува внимание на луѓето кои што се во најтесен круг и кои што треба да им се чуе мислењето за да нешто променат или за нешто направат повеќе, дека веќе не можам да влијам таму. И од кога почна тоа сето да се растура, да се оди, вие гледате дека едноставно куќата која што се граделе полека паѓа и не можете да спречите да направите ништо, само се тргате на страна и оставате да таа политика ја завршат, што по мене и се покажа на минатите избори дека е штетна и донесе многу лоши резултати после 14 или 15 години во Центар. Значи, СДСМ Центар од 2009 со таков пристап на заедништво, на заедничка работа до 2021 имаше победи, после тоа започна да оди надоле.
Еве сегашниот градоначелник на Центар, како го оценувате, дали си ја работи својата работа според вас? Заради тоа што го спомнавте Центар, па. Па сега најлошото е во тоа што јас не го гледам правецот во кој што се движи општината Центар за многу дејности. Не го гледам правецот за урбанизмот. Значи едноставно се продолжи да се работи по старите урбанистички планови. Вие прифаќате дека нешто што народот не го прифаќал и кој што го казнувал на избори, вие едноставно ги завршивте сите тие работи што некој не успел, а луѓето се спротивставуваа на тоа. Значи не се прави ревидирање на деталните урбанистички планови, не се носат нови сообраќајни решенија кои што се клучни пред се заради безбедноста и на возачите, и на пешаците и велосипедистите. Значи вие немате нови улици кои што имат ослободување на тротоари. Застана со акциите за селектирање на отпад. Значи ние сме нација која што 15 до 20% селектираме отпад, во Европска унија се 83%. И ние бевме прва општина што воведовме селектирање на отпад од пластика, лименки, стакло, планот беше и хартија и така натака. И ја зголемивме свеста, едноставно тој проект се застана. Имавме проект за социјални семејства, прекина. Значи многу некои кои што фатија некој континуитет едноставно застана и се некако се даде енергија на градби, на приватни објекти, што повеќе да се изградат, да се направат, што не било случај кај нас. Значи некако скроз дисконтинуитет на политиката што ја спроведувавме ние и затоа сметам дека имавше негатива. Значи ако имавме позитива од 4.500 гласа, се имавме негатива од 6300 гласа на парламентарните избори. Но според вас зошто е тоа така? Зошто на пример еве градоначалникот што ве наследил пример ги замрел вашите проекти, дали сака, дали можеби лично нешто му сметало, не знам, не можам да сватам зошто го сторил тоа. Па искрено, имате ли информации некак? Искрено мислам дека тие работи се многу тешки, која од нешто што е функционирало со години, вие сакате да го промените. И за тоа треба многу енергија, труд, трчање по институции за да го постигнете тоа. Значи вие за да изградите една градинка треба да измените план, па требате да определите буџет, па да распишете план за јавни набавки, па да распишете тендер и така натака. Значи тоа трае процедура од 2 до 3 години. Ама или го правите или не го правите. Некако ова се некои инстант потези и одлуки за нешто што е брзо, значи од денес за утре, а не нешто што ќе остане трајно. И мислам дека ја нема таа енергија, барем така ја изгледам од страна, барем и по тоа што е постигнато до сега, и едноставно се оди по линија на помал отпор. Ние која правевме, например, Орстен Николов, ние највеќе револт и отпор имавме од самите граѓани, бидејќи они си беа навикнати да си доаѓаат браќа, сестри, роднини и пријатели и сите да паркираат, блокираат и немаат проблем, али тоа пак самите бара расчистени тротоари. И веќе кога го направивме се, сите викаат браво. Или, например, за капиштето училиштето. Ја секоја сабајле која ќе излегав, прашина, зошто се тропа, зошто се прави. Кога се заврши училиштето, бидејќи многу луѓе не веруваат дека ќе се заврши, на крајот го поздравуваа сето тоа и сите се тепаа своето дете да си го запиштат во ново модерно училиште. И едноставно, кога ќе видите вие отпор од самите граѓани се повлечете, тогаш не треба да водите некоја институција. Значи вие сте издржале на тој притисок. Па сакаат да имаат ново училиште, но не да се тропа, а тоа не е возможно. Па едноставно, ако вие на секоја реакција на граѓаните, они не викаат дека тоа не е исправно, но едноставно зошто баш сега? Значи вие не сте тука, вие треба да пресечете, да одлучите зошто треба да го направите. Например, ние кои имавме рушење на одредени кафичи, кои што тероризираа на некој начин, ние имавме огромна реакција од многу диџеи, пејачи, кои што парче леп вадат тука. Јас ги разбирам, но тие мора да сватат дека во таа населба живеат луѓе кои што едноставно не може да спијат. И тоа е непопуларна мерка, но на крајот, кога ќе го завршите сето тоа, граѓаните го поздравуваат, бидејќи виделе дека некој нешто може да промени. Разговаравме за вашата матична партија, за СДСМ. Дали може би, еве, сакам да ве запрашам, идејата на тогашниот претседател Зоран Заев да направи референдум околу името,
беше добра мерка, подоцна се установи дека народот не е за промена на името, но не знам дали лично тој го промени уставното име на нашата држава или целата партија има едногласно мислење. Што мислите вие? Дали вие се согласувате со промената на името? Кога сте во демократска политичка партија, секогаш превладува мислењето на мнозинството. Сите партии, односно двете најголеми партии во самите програми, статути има дека НАТО и Европската унија се стратешки цели на Македонија. Но на крајот требаше да се направи таа болна одлука, односно промената на уставното име. Проблемот кај мене, па можда и кај многу други, што ние не сме ги знаеле секојаш деталите до крај, него едноставно тие што се наврват ја превзимаат таа улога и го прават сето тоа. Референдумот како референдум е многу тежок да биде успешен, посебно не за таква болна, зборам правно. Но тој беше консултативен референдум, каде што не излегоа над 51%, но и бројката беше околу 600.000 луѓе кои што излегоа и таа бројка се кажуваше еве луѓето во кој правец сакаат да се движи Македонија. И мислам дека беше само за да да не кажат луѓето еве не сте биле прашани. На крај луѓето се праша, формално правно не успеа референдумот, али на некој начин се користеше тој елемент дека еве мнозинството одлучи, иако имаше дел што бойкотира, дел поддржува. Тоа беше замка. И опозицијата на крајот немаше некои јасни ставови, освен некои кои што јавно повикува да не се излегува и да се бойкотира. И на крајот се реши во собрание на начин каде што поддршка дадоа. Вие како поединец, дали се согласувате со промената на името? Јас и тогаш и во договорот кој што беше сега со внесување со бугарите во уставот, реков која е цената и која е придобивката што ние ја имаме, ја добиваме. Еве сега после 3 до 4 години или колку помина од самиот референдум, 4 години или 5, освен тоа дека сме влегле во НАТО, што добиваме ние како држава? Дали имаме нешто повеќе? И мислам дека на начинот кој што се спроведе сето тоа, не се спроведе на начин на кој што мислам дека граѓаните сакаат да биде и некако се удри баш емотивно на нешто кога нешто со сила, ајде да кажам, ќе се направи и не вроди со плод кај луѓето да едноставно се чувствуваат горди, него некако со сила и некако сум против тоа и тоа неколку пати јавно го имам кажано, можеби тоа било последица зашто не сум добил втор мандат, али едноставно во тие кампањи кога се спроведува, јас секогаш сум го тврдел тоа, да, ние сме на тој пат, ние сме за Европска унија се, ама која е цената која што треба да ја платиме. Имаше ли друг пат, например, да ни остане Република Македонија, но ние повторно да продолжиме да се бориме како што со години го правевме? Тоа Македонија веќе на 30 години имаме стратешко партнерство или најблиски односи со Соединените Американски држави, кои што на некој начин се двигател на сите тие процеси секаде низ светот, па највеќе на Балканот. Но дури и тие не поддржуваат да си останеме Република Македонија, но мислам дека ние самите, да не речам Зоран Заев, тоа на своја рака го направи. Па сега, условот за да влезете во НАТО беше препреката, као што е сега препрека за да продолжите кон Европската унија да се ратификува, односно да се внесат бугарите во уставот и потоа плюс се што следи од тој договор. Така да тоа се некои работи кои што на жалост болат, но треба да одлучите дали сте спремни тоа да го издржиме или пак имаме алтернатива која што не мора тоа да го направиме, можеме и така да функционираме. Саша, каде го гледате проблемот со несреќата која не снајде во Кочани, например? Можеби 33 години неработење на институциите или? Јас не би рекол 33 години работење на институциите, бидејќи ние сме имали институции пред 91-а, такви трагични несреќа не знам. Можда сум бил премногу млад, не сум видел. Значи тогаш имало систем кој што функционирал.
но проблемот е што ние тој систем, иако бил наследен, некако сме го разградувале. Имавме и поголема несреќа каде падна авион со 50 и со Ама- 60 и Па ќе кажам, кусор лица. пред 91 имало исто систем, каде што не сме имале такви големи трагедии, зборам за во Македонија, може во бивша Југославија имало. Од 91 ние некако кој како доаѓа го разградува системот. Истото пред малку што го прашавме, значи ние имаме стратегија дека ќе одиме во кој правец ќе се движиме, ама кога ќе дојде до тој момент се делиме. Вие се вакви или оние се онакви и никако немаме заземено јасен став кој држава дали чекориме во тој правец или не чекориме. Истото е за системот. Значи, никој не го спомна тоа, ама во 2012 година беше укинат тој технички прием што го правеше државата. Дали е деловен објект, дискотека, кафич, зграда, искача околу 10 луѓе од институции разни, дали е МВР, општина, за цивилна заштита и така наката, и сите мора да дадат потпис дали тој објект е функционален за дејноста за која што бара дозвола. Од кога се укина тоа и се остави секоја институција посебно да го работи, да не се прави заеднички записник, почна да се случуваат вакви пропусти. И вие едноставно дозволивте надзор сам да одлучува, сам да подпишува, сам да гарантира за тоа, а како институција му верувате на тоа. И вие од која ќе ви донесат градежна книга и односно ќе дое надзорот со своето дека гарантира, вие викате во ред, он подпишува, он става одговорност. Значи сега не се знае кој е виновен. Не реков дека Поради не се многу знае. потписи. Не, него предходно постоело систем за да добиете употребна дозвола и да почнете со работа, мора да дојат од 10 институции луѓе кои што се стручни, кои што добиваат дополнителна надокнада за тоа и ставаат свој подпис. И вие без тие 10 подписи, не може 1, 2, 3 подпишале, а без овие 7 да продолжат. А сега? Не. Сега едноставно во секоја институција посебно си завршуваш работа, дали овде ќе успеш да издействуваш, дали нема да успеш да издействуваш. Значи немате таков документ каде што еден од друг се врзани подписите. Ме сваѓате? Нема врзани потписи. Да. Значи МВР, ако ти не добиеш не донесеш од градежен инспектор дека објектот е безбеден, МВР воопшто не ти продолжува понатака процес. А ти се општината ќе успеш да добиеш некој документ, па посебно ќе добиеш овде, па посебно и на некој начин ќе ја избуткаш цела работа или пола имаш, пола немаш и функционираш. А вака воопшто не си можел да почнеш, не си можел фискална да добиеш, не си можел струја да приклучиш. Ама тоа е. Дали според вас е во ред да настрадаат обезбедувањето и човекот што продал карти на рецепција, а да бидат на слобода градоначалници и началници, освен што ги променија од нивните функции, како што, например, сменија неколку началници. Дали вие гледате во овој обид на власта, на сегашната власт, искрена желба, дали се трне конечно против криминалот или не? Што се однесува до Кочани, по мене, мислам дека на време се реагираше. Имаме доста приведени, многу луѓе се опфатени во истрагата и сега зависи кој каде реагирал, постапил или не постапил. Вие тоа најдобро ќе си го каже самата истрага. Тоа што некој е на функција како градоначалник можеби покренало одредени процеси за кои што ние не сме запознаени за одземање на лиценца или постапување нешто, ама не го знаеме. Бидејќи вие ако имате нешто што сте го добиле претходно нелегален пат, тоа треба да го докажете, па има второстепени комисии, судови и така натака. И тоа се докажува во одредени постапки. Луѓето што се во обезбедувањето и на карти, они имале некој директен контакт, односно директна одговорност. Значи, они едноставно, нивната улога била воопшто да не допуштат толку број на луѓе и воопшто да има и малолетници. Значи, они се тие кои што се одговорни, бидејќи сега во сите било каков настан да правите, секогаш имате приватно обезбедување кое што треба да биде лиценцирано и кое што треба да се грижи да биде бројката таа, да се почитува законот, да нема малолетници, да не се точи алкохол и така натаму. Значи, тие биле директно инволвирани заедно со газдата кој што е одговорен за сопствената куќа или објект. Не кажувам дека другите кои што се на позиција, дали се инспектори
полициски вакви или онакви, не треба да имаат одговорност, но тоа треба да се докаже во одредена постапка. Овие луѓе мислам дека баш директно биле засегнати и они биле баш одговорни за безбедноста на самиот објект. Така. Добро, Саша, но имаме исказ мој личен пријател, каде што ми вели што работел шеф на обезбедувањето во дискотеката своевремено, не за време на настанот, каде што ми вели јас лично мал милион пати сум се јавил во таа полициска станица да пријавам дека има малолетници, ми велат како не ти е срам, тоа таму го вадиш лебот. Што да говориме понатака, кога имаме вакви искази каде што според него, јас не сум видел, но според него МВР не си ја работел својата работа. Затоа треба да се истражи до крај. Значи, претпоставам ако пријавил на 192, таму разговорите се снимаат и треба да се види дали навистина тоа било така или на кој начин се реагирало. Ако има навистина такви пропусти, тогаш треба санкции да има и за тие кои што тоа го дозволувале. Не знам, пак ќе кажам, не сум упатен за да знам во истрагата кој што каква одговорност има. Јас, например, секогаш кога сме имале постапки, ние сме делувале до таму кај што не биле ингеренции. Например, сме затварале и кафичи, и клубови, но, например, тоа е проблем кој што некој над вас или некој што е одговорен, па не ја спроведу до крај. Например, ние сме затвориле објект и нас не кинат лента, тоа е кривично дело. И ние ќе поднесеме кривична пријава, они отвараат, утре дента продолжуваат да работат со друга фирма. И сега вие, тоа е чисто изигрување на законот, значи вие го затварате објектот од кој што има гласна музика, од кој што се действуваат нелегални действија и така натаму. Значи вие го затварате објектот, дали сега се вика Петко, Станко, вака или онака, значи вие го затварате, од таму излегува нерегуларноста. Значи, вие го затварате објектот, вие кинат лентата, вика, ама тоа е за... Вие морате да напишете на решението фирмата или кој што е носителот. Ама они утре дента отвараат на друга фирма. И вие кога поднесувате кривична пријава, поминува со некоја парична казна, која што они ја вадат за еден ден, за една забава. И едноставно пред луѓето испаѓате дека сте немоќни да се сузбиете со тоа. А луѓето не го познаваат ова и се лутат на вас. Ние имаме ситуација каде што рушиме објект голем, зафаќа дело од јавна површина и тоа е кривично дело. Значи секое градење без одобрение, спротивно на одобрение и тој што гради и тој што е инвеститор треба кривично да одговараат. Така. И ние поднесуваме, прво ги молиме сами да си го отстранат објектот, не постапуваат и на крајот веќе мора да постапиме. Ние имаме тоа што зборовте закани, значи ние имаме луѓе кои што добиваат телефон од инспектор, па му се јавуваат, па му кажуваат, па прво сугерираат, немој тоа да го правиш, па имаш фамилија, имаш деца. На крај ќе каже да, ама јас морам градоначалникот запна тоа да се заврши, мора да се исчисти. И вие имате проблем кај што тие луѓе потоа немаат кривична одговорност. Значи, еве, ние сме го отстраниле објектот, сме го исчистиле местото, сме го вратиле во состојба која што треба да биде, едноставно нема никаква одговорност, никој не одговара. Односно покренато обвинение, никој не го вика на распит, никој не одговара, тој утре може да ви се свети. И затоа многу луѓе што треба да извршуваат, едноставно санкционираат, кои ќе видат дека понатака не продолжува процесот на санкционирање, односно да се добие казната која што треба да се добие, тоа вие многу луѓе па и губат волја да се борат понатака. Саша, мислам дека опфативме голем дел од тоа што ми беше замислено за денеска. Ми преостанува само да ти се заблагодарам што ми беше гостин и се надевам и верувам доколку прифатиш повторно да не бидеш гостин. Имаме уште многу теми. Уште еднаш да ти се заблагодарам и се надевам дека ќе прифатиш. Благодарам, се надевам, тука сум секогаш кога ќе имате потреба или кога ќе чувствувате дека треба ме повикате, ќе бидам достапен. Моравме да завршиме сепак со Кочани, заради тоа што моравме да го спомнеме. Тоа е една болна тема за како ни функционирал системот долги години и затоа нашите ценети гледачи ги интересираше и ова прашање. Благодарам. Драги гледачи, тоа беше Саша Богдановиќ. А нормално, ако ви се допадне ова видео, овој наш подкаст, треба да притиснете лајк и да го споделите како ви дошло до што поголем број на луѓе.